двете ми починаа во Карил во истата соба. И мајка и ќерка. Смртта на 5-годишната Јана, која почина од кога прими инфузија во Битолската болница, ги отвори старите рани на пензионерот Блаже Блажевски, чија ќерка Елида, 41 годишна, почина со 61,48 единици шеќер во крвта од кога прими 5 чишиња инфузија во Охридската болница. Блажевски по 5 години талкање во судско-здравствените лавиринти низ кои бара одговори за причината за смртта и се сомнева на несоодветно лекување во Охридската болница, првпат одлучи јавно да зборува за случајот на неговата ќерка. Од кога почнал да бара одговори, утврдил дека речиси и да нема документ кој институциите не го фалсификувале за да го убедат дека ќерка му, која никогаш немала проблеми со шеќерот, починала од и не го лекувала. Све почна на 26 јуни 2018. Момичето го заболе овај мускулов овдека над коленицава на левата нога. Одаме кај матичната, го прегледа и рече имат мускулно истегање. Истегнување на мускулов, овој не знам стручно како го викат. Побаравме да ни дај упут за да се прегледаме во костна болница, кај специјалисти. Не можеше да постави врска и ние заминавме, си фативме врска и ја прегледаа во костно-тковна болница. Направа рентген снимка на коската. Коската немаше ништо, беше чисто све. На ехо направа преглед на мускулот. И не знам како се викаше докторката, да не те лажам, рече имате една мала мрља. Ами не е ништо, али за секоја сигурност да направите магнетна резонанса. А тога имаше само Скопје, Битола и Штипи. Побараа тие мој термин, тога беше, важеше. Битола рекоа, испод 15 септември не можеме. А и фаќаа годишните одмори. И дале боледување и советувале да става борова вода на мускулот. Повторно фатиле врски и успеале да направат магнетна резонанца на 18 јули. Покажала дека Елида има циста на мускулот долга 8 сантиметри. 22 јули Сабајлината е се слушила, поратила. Имаше одма однесул болница на лекар. Јас се јавив по телефон за секој Сабајлица се слушаме, шопреш како си. И појдев на болница, веќе беше уклучена инфузија. Се избацив ми се уши, шо ја си не, ме боли така. Имаше дајно натриум хлорид, растворено на сол. Во текот на денот е даде 2 флаши по 250 грама, а по здравствените протоколи предвидени се 2 литри, што значи 4 пати помало е даде. Декстроза е даде 5 флаши, различита, онак во количина. Во 10 часот утрото биле готови лабораториските резултати, кои подоцна се покажале како клучен доказ за фалсификатите. По нив отишол лично тој и ги дал на лекарката, а таа му кажала дека ќе ги внесе во компјутерот.
Како времето вървеше, ситуацијата беше полоша. Во 12 напладне направија компјутерска томографија. Шо е мојка? Имат воспаление на 12 палачното црево. Имат илеус, односно преплет црева, и можно е рак, малигно заболување. Тој знаеше дека јас тие маки сум ги тргал со жена ми. Жена ми почина од сепса, добиена од преплет црева, а преплетот црева го доби со тровење од храна. Распаметен од кажаното, го побарал хирургот во Охридската болница и го замолил итно да ја оперира за да не почине од преплет на цревата, а за сомневањата за малигна болест кажал дека дополнително ќе ја носи во Скопје. Но хирургот, од кога го слушнал како моли за операција, си заминал и повеќе не разговарал со него. Поради се полошата состојба, лекарите од Охрид решиле да ја пратат Елида во Скопје. Тргнале пред полноќ. За Скопје тргнавме брзата помош во 23:45. Во Кариле во 2:00 часот. При мене. А почината 4:45 со шекер 61,48 единици и двете ми починаа во Карил во истата соба. И мајка и ќерка. Кога стигнале на Карил во Скопје, огромните вредности на шекерот во крвта веднаш го вклучиле алармот кај лекарите. Ги побарале анализите од Охрид, лично од лекарката која ги нарачала. Молим те, пушти ми ги на телефонот резултатите, пошто ти ги вратив назад. И таа ги пушти. И гледат докторкава и кој дојде кај шекерот, абе кај шекерот црно ми е нешто, не ми се читат. Ја од тука почнаа очите да ми се отворат. Гледам вака, бројка имат. Како беше докторка? Добро, пак ќе се јави. Препушти ги, нешто не е во ред. Ги препушти. Пак вели кај шекерот ми е црно, вели на екранот не се читат. Ај века ти читај ми на глас да слушаме. И таа го уклучи да слушаме и ние. И таа диктират. То толку. Кој дојде кај шекерот, шекер не е мерен. А така, мојка, фала ти е, вели таа. Кажи ми сега, краво една, шо да ја правам на жена на 61,48 единици шекер имат. Вие шо имате праено во Охрид? Ова се зборови на лекарката, не се мој. Иако не го измериле, во отпуснато писмо за Елида Охридската болница внела вредност на шекерот 8,6 единици. За нив Блажевски се чуди од каде ги нашле, но уште почудно му е што истата вредност на наводно измерен шекер се нашла и во документот што му го испратиле од Институтот за судска медицина, вештакот кој независно го ангажирал, а на тие податоци се повикало и обвинителството. Ама нема врска, момичето немаше шекер сице. Зашто да имаше шекер, имаш апчија, имаш инекси. Ке си бараш чаре. Ова е фалсификација, кам да ти кажам. Шекерот не е единствениот параметар што му укажал на Блажевски дека се фалсификува документацијата за неговата ќерка. Различни диагнози се дадени на Елида во документацијата по смртта од различни институции. Меѓу нив е запишана и масивна бронхопневмонија, иако немала ниту покачена температура, ниту пак кашлала. Блажевски како репер и како единствен документ на кој му верува ја има смртовницата од Карил, на која стои дека Елида имала хипергликемија, хипонатриемија и оток на мозокот. Охридската болница и лекарката која ја примила Елида молчат за случајот. Не одговорија на прашањето од Макфакс.
Лекарската комора се сети, ги најде записите и извести дека направиле стручен надзор во 2020 година и извештајот согласно законот го испратиле во Министерството за здравство. За истиот случај во 2020 година добиени се писмени барања за доставување на извештај за спроведен стручен надзор од заменик на народниот правобранител, влада на РСМ, канцеларија на председателот на влади и од Хелсиншкиот комитет за човекови права, на што е одговорено дека е спроведен стручен надзор и истиот е доставен до Министерството за здравство. Министерството за здравство ги игнорира прашањата од Маквак за случајот на Елида. Иако Охридската болница молчи, Лекарската комора пренасочува, Министерството игнорира, обвинителството му ја одбива пријавата, Блажевски не застанува. Годинава во февруари го добил последното известување од обвинителството кое му ја одбило пријавата, па сега е на чисто како треба да ја продолжи потрагата по вистината за смртта на ќерката.